Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Верувам дека сте сите здрави, живи, добри пред малите екрани и си го чекате новиот рецепт на денот. Еден голем поздрав од комплексот Златно бура Кучково. Специјално само за вас. Убав, прекрасен, сончев есенски ден. И ние подготвени нешто убаво, вкусно да ви подготвиме за денеска. Денеска ќе ви направам влашка баница со прас. Ми го даде мојата пријателка, која што е Влаинка, многу голема домакинка, и кога ми кажа се што е потребно за ова влашка баница, и се шегувавме, рековме, па многу прас има, па многу сирење има. Тоа е само мала шега, меѓутоа е превкусна затоа што ја пробав токму кај неа на гости. За да ја направите оваа баница, вас ќе ви биде потребно 4 страка прас, ситно насенчкан. Значи немаме претходно ни пржење, ни ништо на празот, туку ќе му ставам сол и ќе се измечи или со вилушка или со рака. Ке ни треба 3,5 децилитри јогурт или млеко. Едно пакетче готови кори, обично од 400 до 500 грама, сега не знам точно колку има. Ова сите се пакувани 500 грама. 500 грама имаме кори, 2 јајца, 200 грама сирење, малку прашок за печиво, сусам за наросување, 1,5 децилитар масло, малку буковец, сол, бибер и црвен пипер по вкус. И едно плехче каде што сето ова ќе го печеме. Сега да преминеме прво што треба да направиме на работа, а тоа е да ги насечкаме корите. Само да ги одвиткам. Тие знаете дека не треба да бидат на отворено, веднаш се сушат и после се тешки за работа. Овие се многу бави кори и гледајте сега што правиме. Корите ги сечкаме на отприлика 1 прст дебели лентички. Еден плех ќе си имате подмачкан и намастен со хартија. Половина од корите ги ставате веднаш во намастеното тавче. Сега јас ќе намастам. Така. И ги ставам тука вака. Така. И сега ќе им наросам малку масло. Сега го зимам празот. Ако го гледате толку многу во тавата, тој ќе скипне целиот. Ќе му ставам сол по вкус. Околу 2 прстовати сол е доволно затоа што ќе има сирење. И почнувам вака. Прво со вилушката да го омекнам целиот праз, да го омекнам. Он ќе пушти сега и вода од присуството на солта.
Сега ќе фатам вака уште малку солца и вака со рака ќе го измечам. Охо, полно е вода. Така. Тука ќе го ставам сирењето. Ќе го надробам. И ќе земам со лажица сето ова, убаво ќе го измешам. И малку ќе стискам со лажицата. Така, и сега ќе го ставам врз корите. Може ќе ми остане малку праз, затоа што големи беа страковите, но ќе си го испршам. Ете така. И вака ќе го притиснам. Сега, останатиот дел од корите ќе ги ставам од озгора и ќе го направам преливот. Може и уште едно мало плехче ќе ми излезе. Во него можам да ставам и везена лута пиперка, па за мене да го направам. Ете така. Ќе земам сега малку буковец тука вака. Ќе наросам. Малку црвен пипер. Прекрасно одговара, да знаете, празот кога во него има црвен пипер. Малку и биберче. Така. И сега останатиот дел од корите ќе ги ставам од озгора. Супер. После ќе ви кажам и со останатото. Сега се досетив што ќе направам. Ќе видите. Сега ги земам јајцата. Ќе ги скршам двете јајца. Така. И со лажицата за матење ќе ги изматам, само да видам кај оста. Еве лажицата. Малку сол.
Сега ќе го ставам јогуртот. И маслото. И пецивото. Сето ова убаво го промешувам. Добре. Земам една лажица и редам од оскора. Знаете кога ќе ја јадете како наликува, како лиснато тесто? Ми дотекна, значи, за исти состојки, но на еден малку поинаков начин. За следното, што ми останува малку. Сега вака со вилушката. Да навлезе секаде филот. Ја вклучувате редната на 220. Малку со вилушката, нели, оние корички што не се раздвоени, еве како сега, например, ова, веднаш со вилушката ги раздвоив. Ете така. Сега и празот кога ќе пушти водичка. Замерака. Додека ова се пече, сега одам во кујната да го ставам за печење. Се враќам овде и сега ќе видите што ќе направам со следното. Значи, на секого му се случува да остане малку мастрав. Плехот беше како што е предвидено, но, еве, останат малку, буквално малку. Ова не е ни пола стракче, а затоа што се големи, нели, некои стракови се поголеми, некои помали. И ми остане исто така од филот. Сега се досетив што ќе направам. И тоа ќе искористам земјената тава да не прљам друго тавче. Значи вака. Ги досекувам овие корички. Па и двете ќе ги пробаме. Дека може и на таков начин и на таков. Овие кори ќе ги ставам во филот внатре и празот. Се ќе испомешам и ќе вратам назад во земјената тава и ќе печам во земјената тава. Ете така. Ги ставам нив тука. И празот. Да го соберам. Убаво да го соберам, да не остане ништо во тавата. И тавата ќе ја намастам со масло. Така. Сега сето ова ќе го промешам. Па, а
каква и ова ќе биде баница. Така, сега си ставам малку масленце овде. Корите одма впија. Точно ќе ни излезе погача. Ете така. И ова сега ќе оди на печење, прво таа да испечам и ова ќе испечам. И вака можам да ја формирам да биде округла погачка. Ќе наросам малку буковец, да. Ајде да видиме како ќе биде и ова. Леле, убавине. Само вака ќе ја забришам тавата, да не подгорува празот. Еве ни и оваа комбинација подготвена за печење. Јас се вселам сега во кујната, а вие останете пред малите екрани со испечените овие баници, погачи, како сакате наречете ги, да се насладиме, да ги пробаме и да ги размениме искуствата за вкусот. Лесно, брзо, ефтино. Драги мои сакани пријатели, значи да ми завидувате сега на ова што ќе го пробам. Значи мириса на прас, мириса на то сиренцето. Па како е убаво испечено, погледнете одозгора крцкаво, а внатре сочно. Еве го и другото што го направивме, што ни остана, нели малку. Ова како пица со прас ни дојде. Сега следува најубавиот дел, а тоа е да ја пробаме ова гибаница. Леле, за мерак. Ајде вака. Колку е вкусна, колку е сочна. Каков убав колаж на вкусови. Нешто прекрасно. И таман филот што и го ставивме одозгора, ги натопил корите и доаѓа како лиснато тесто. Ајде ова да го пробам. Лели, тоа колку е сладко. И заборавив да ви кажам дека пред печење го наросивме со сусамче. Кое од кое е пубаво. Направете го и вие ова, драги гледачи, ова гибаница, баница, пита како сакате. Испечете во што сакате, што вас ви одговара и единствено ви останува да уживате во овој вкус. Ние се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат дека кога неправдата ќе стане закон, тогаш отпорот е обврска. Се гледаме, довидување, останете здрави и живи.
Thank you.